Добро вечер. Во овој код за различни случаи меѓусебно неповрзани, а важни. Се навраќаме на една голема трагедија која се случи во октомври 2021 година во рудникот Бучим. Двајца алпинисти загинаа чистејќи силос кој поради вклучување на истиот почна да се полни и ги затрупа. Судот не гледа вина и одговорност кај менаџерите на рудникот. Повторно се навраќаме во дупката во пензискиот фонд. По најновиот ревизиски извештај, особено за распределбата на сомнителните тендери за една иста фирма. И за крај, колку пари заработиле приредувачите на игри на среќа, македонскиот народ се жали дека нема пари, ама си троши пари во казината. Останете со нас. Кој ги уби нашите деца? Кој е виновен за нивната смрт? Прашањето го поставуваат најблиските на Зоран Мајсторовски и Драган Станишков, двајцата алпинисти кои загинаа пред 3,5 години додека чистеа силос во рудникот Бучим. Прашањето го поставува затоа што Стромичкиот суд ги ослободи од вина менаџерите и одговорните од рудникот каде се случи трагедијата. Правниот застапник на семејствата тврди дека судската одлука е срамна. Адвокатите на Бучим ни одговорија дека судот донел јасна и законска одлука и утврдил дека обвинетите и рудникот не се виновни за тешки дела против општата сигурност со смртни последици. Судот во пресудата утврдил дека одговорни за безбедноста на загинатите алпинисти биле самите тие, а не правното лице, рудникот каде се изведувале работите. Семејствата Мајсторовски и Станишков не може да се помират со одлуката на судот во Струмица и очекуваат жалба од обвинителството за расветлување на трагедијата која се уште им ги полни куќите со тага и нови трагични последици на болката предизвикана во октомври 2021 година во силосот на рудникот Бучим. Повеќе од Миомир Серафиновиќ. По 3,5 години истрага, обвинение, судски процес, не добија вистини одговори. За смртта на алпинистите Зоран Мајсторски и Драган Станишков, кои во октомври 2021 беа затрупани во силосот на рудникот Бучим. Сите обвинети менаџери одговорни во рудникот и компанијата Бучим беа ослободени од вина на 9 јануари 2025. И сакам јавно да прашам судијката како можеше тоа да го направи, нека истоа на чест. Значи, на чест нека е, без да ги обвине, два млади живота одземени, плюс жена ми после 16 месеци погина, не може да издрже. Не знам како може, значи, тоа да она да го направи. Со сите докази, со сите работи, и на крај никој не е виновен. Добро, ќе ја прашам уште, кој ги уби нашите деца? Нека го чуе тоа кој го уби моето дето и Зоран Мајсторски. На изрекувањето на пресудата на 14 јануари во судницата не биле обвинетите, туку само обвинителката во случајот и најблиските на загинатите. Значи, ние стоевме, судијката не погледна и исто како ништо да не се случило. Значи, тоа беше толку голем шок што не може да се опише. Според неа, значи, немаше виновници, сите има ослободителна пресуда, не беа обвинети по никаков основ, по никаква точка, ни еден од нив за ништо да не одговара. А дали се свесни дека ние изгубивме луѓе, бре? Ние сме сами, се бориме, јас сум мајка со 2 деца, 3 години и 3 месеци знам јас како се борам. Тоа е срамно и жално. Мислев дека имат обзир, мислев дека ќе се срамат да ја кажат таа одлука, барем да ги обвинеа, или што и да кажеа, барем дел од нешто да одговара. Код пред повеќе од 3 години правеше реконструкција за случајот. Вака изгледа работата во силосите на Бучим. Алпинистите со пикамери, машини за бушење и со мотики и копачи го раскопуваат материјалот и рудата залепена на зидовите.
Во силосите се собира уситнетата руда која оттаму продолжува на наредното ниво за преработка и издвојување на бакар, злато и сребро. За поуспешен процес во рударството познат како флотација, силосите треба да бидат проводни за рудата која доаѓа од озгора и потоа се носи на наредното ниво на производствениот процес. Алпинистите од Радовиш ја работеле оваа тешка работа за да го способат протекот на материјалот. Силосите на Бучим се во висина од околу 25 метри со ширина речник од 17 метри. Голем простор во кој алпинистите дури јаделе за да останат блиску до работата. На 13 октомври, во среда, тројца алпинисти од Радовиш заминале кон рудникот и фабриката Бучим за да ја завршат претходно договорената обврска – чистење на силосите. Искусните Зоран Мајсторски и двајцата млади алпинисти Драган Станишков и Борче Ѓорѓиев тргнале за да слезат во мрачните силоси на Бучим. Не им било прв пат. Знаеле што ќе прават. Како во видејата кои ни ги отстапија роднините на загинатите алпинисти. На врвот на силосите поставуваат заштитна опрама на која ги врзуваат алпинистичките јажиња, на кои подосна висат или се одржуваат додека го чистат просторот околу ѕидовите на силосите. Мајсторски, кој бил лидер на радовишките алпинисти, водел прецизна статистика како и што се работело. Во неговиот дом се останати десетица извештаи за извршената работа во Бучим. Извештај со последниот датум е од 17 септември, непол месец пред трагедијата. Извештај за трагичниот 13 октомври нема. На тој ден, вообичаено, тројцата алпинисти влегле во силосот од горната страна. Несреќата се случила во силосот кој се наоѓа веднаш до приодната лента. Ја поставиле опремата и се спуштиле до појасот каде треба да работат и да чистат од заглавената руда. Но по помалку од 2 часа работа, одеднаш врз нозете на Зоран почнало да се таложи од ситната рудна маса. Над него бил Драган, од другата страна бил Борче. Масата се спуштала пополека, но не истекувала. Зоран од телефонот кој бил со него вртел повеќе броеви. На директори и шефови од Бучим кои според сегашните информации биле на состанок на кој вообичаено не смеат да се носат и употребуваат мобилни телефони. Тој со фатени нозе во ситната рудна маса и со дигнати раце над главата, добил некого на телефон и почнал да зборува. Викал: "Угасете ја шестката, угасете ја шестката." Шестката се однесува на окното број 6 во силосот. Тоа е едно од 3 окна низ кои истекува рудата и се носи со лента на флотација. Според овие зборови меѓу последните на Зоран Мајсторски, значи дека додека алпинистите чистеле, тоа окно функционирало и рудата се движела. Додека масата руда го опколувала Зоран Мајсторски, тој ладнокрвно барал помош, а помошта не стигала од никаде. Двајцата помлади алпинисти пристигнале и во триаголник го откопувале од земјата. Во таа мини спасувачка акција биле сами. Откопувале, но рудата и натаму се таложела и ги зафатила и нив, односно им ги покрила стапалата. Во еден момент кога сватиле дека не може да го откопат Мајсторски кој уште го држал телефонот, Борче Ѓорѓиев успеал да се искачи по своето планинарско јаже. Неговите чевли биле со одврзани врвки и успел да се извлече нагоре, додека обувките останале заглавени. На Драган Станишков му била дофрлена сајла од мал кран кој бил закачен на врвот на силосот. Таа сајла требало да држи товар до максимум 250 килограми. Но кога требало да го крене Драган, сајлата пукнала. Случајот прво го истражуваше обвинителството во Радовиш, но поради надлежноста и големината на случајот беше изјемено и предметот беше префрлен во Струмица. Година и половина по несреќата на 5 април 2023 поднесено обвинение против Димитри Кудриков од Москва, Русија, Олег Чусовитин од Русија, Живко Гоцев и Божин Митев од Радовиш и Никола Стоименов од Штип за кривично дело тешки дела против општата сигурност. Рудникот, односно фирмата Бучим, се обвинети за предизвикување општа опасност. Но рочиштата се одложувале, блиските на загинатите добивале понуди за средба со представниците на рудникот, кои не се реализирале до крај, а судот дополнително побарал супер вештачење, додека одбраната понудила нови докази. Дојде следното судење, што беше повторно одложено, поради тоа што директорот на Бучим имал закажан лет, што морал да патува во Русија. Така да
си минуваа месеците, следниот месец ние пак на судење, нови стресови, нови подготовки, нови соочување со се. Нивниот адвокат рече дека они имаат голема документација која сака да ја приложат, извади 3 големи книги, имали уште толку материјал да го дадат на судот за да се разгледа и да биде одложено до следниот термин. Обвинителството ги товареше 5 обвинети и фирмата дека не ги почитувале законските обврски за безбедност при работа, кога со алпинистичкото друштво Плоча правеле договор за чистење на силосите. Согласно Законот за минерални суровини, во новонастанатата состојба кога се јавила потреба за чистење на силоси, каква што претходно немало, Бучим требало да ги ангажираат интерните акти во однос на процесот на работа и заштита на вработените, бидејќи силосите спаѓаат во категоријата на рударски објекти и рударска инфраструктура. Дека обвинетите биле свесни за законските обврски наведени во обвинението, се утврдило од нивните одбрани во кои јасно кажале дека на ангажираните алпинисти усно им кажале и објасниле што да работат, но очигледно постапувајќи со евентуална умисла, бидејќи биле свесни за сите ризици, но не презеле ништо за заштита од истите, се согласиле со нивното настапување. Неслучајно алпинистите барале стручна и логистичка помош од Бучим, но таква не им била обезбедена. Одбраната пак тврдела дека за безбедноста на алпинистите требало да се грижат самиот алпинистички клуб Плоча, а не Бучим, кој ги ангажирал и во чиј круг работеле. Починатите лица не биле вработени лица кај обвинетото правно лице, туку биле вработени во алпинистички клуб Плоча, чија што била и обврската и одговорноста согласно договорот и законот за преземање на мерки согласно Законот за безбедност и заштита при работа. Преку исказите на рударскиот инспектор и супервештачењето се утврдило дека чистењето на силосите не е технолошки процес и за таа активност не можело да важат одредбите од правилникот за технички нормативи за подготовка на минерални суровини за кои се теретат Живко, Божин и Никола. Чистењето на силосите се вршело од компанија надвор од системот. Ваква активност не била пропишана во рударските проекти и затоа не подлежала на одредбите на тој правилник. Супервештачењето тврдело дека елаборатот кој алпинистите сами го подготвиле бил документ по кој треба да се води судот, а вештаците од Штипскиот универзитет Гоце Делчев причината за смртта не ја нашле во спората реакција на вработените во рудникот и текновната работа на кобниот силос, туку во опремата на алпинистите. Примарно пропаѓањето на работниците низ рудата е резултат на неоптегнатото јаже, кое доколку било затегнато би требало да го спречи пропаѓањето, додека неможноста за извлекување со сопствената опрема е најверојатно резултат на силината на отпорот на рудата, зошто со оглед на настанатата ситуација првично зафаќање на долниот дел од телото на работниците од страна на материјалот и постепено пропаѓање. Најверојатно фаталните последици се резултат на пропаѓање на работниците заедно со материјалот. Кога некој врши опасна дејност, целата одговорност за заштита и безбедност треба да ја превземе тој. Во конкретниот случај станува збор за договор кој што е всушност договор за дело. Се земени алпинисти кои што имале определени спортски подвизи претходно, кои што искачувале, кои што знаат да работат висински работи, но не знаат да работат рударски работи. Рудникот Бучим бил обврзан да ги обучи, исто така да припреми план за евакуација и да биде во соработка со нив во текот на работењето, односно чистењето на силосот. Не очекувах нешто до толку да падне судството. А нарочито судејката кога почетокот беше добра, на крајот на последното судење без никакви ги ослободи од никакви, како да не се случило. Едноставно како да нема жртви на први го судењето. Судот на крај пресекол, ги отфрлил обвиненијата, а дека не е виновен е прогласен и еден од обвинетите директори од Русија, кој не присуствувал на рочиштата. Според мене сметам дека станува збор за навистина срамна одлука, бидејќи со образложението во одлуката е дека целата одговорност по однос на заштита и безбедност при работа за превземање мерки ја префрлуваат на алпинистичкиот клуб, односно на алпинистите кои што го чистеле силосот.
Сметаме дека ова е срамна одлука врз основа на Закон за заштита и безбедност при работа, бидејќи од сам почеток како судот, така и одбраната, која што е нели нормална работа на одбраната, сака да прикажат дека станува збор за два работодавачи кои што вршат работа на исто место. На изрекување пресудата никој не се појави. Освен ние, јас како бранител, полномошник на оштетените и оштетените. За жал, само ние слушнавме пресудата која што беше на некој начин второ губење на загинатите од страна на семејството. Од Бучим вела дека ќе ги почитуваат судските одлуки, а адвокатот на фирмата и обвинетите менаџери посочува дека не може да коментира судски одлуки, иако за конкретната вела дека е разбирлива и законска, но не е правосилна, а роднините имаат право и на граѓанска постапка за одштета. Како институција, ние имаме доверба во одлуките на судот и го почитуваме правосудниот процес. Судските инстанци се тие што врз основа на достапни докази и примената на релевантните правни норми носат одлуки и како такви тие заслужуваат почитување. Веруваме во владењето на правото и во тоа дека секоја правна постапка треба да се темели на објективни факти, стручно вештачење и професионални проценки. Според нас, судската одлука е јасна, разбирлива и е во согласност со законот. Ова од причина што во кривичната постапка не се докажа дека обвинетите постапиле спротивно на законските обврски и дека со свое дејствие и пропусти тие предизвикале смрт на две лица, ниту пак го сториле кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Бидејќи нема вина кај одговорните лица, следствено нема вина ниту кај правното лице Бучим А.Д. Радовиш. Заради тоа следуваше судот да го ослободи од обвинение и правното лице. Ваквата судска одлука судот правилно ја базирал на изведените докази, а особено на исказите на сведоците и вештиот наод и мислење на повеќе вешти лица. Обвинителството не одговори на прашањата на КОТ, но семејствата, кои од октомври 2021 живеат со загубата, очекуваат жалба до апелација. Ќе одиме и до Страсбур, по вистината. Верени Сол Зиданче и објаснува дека финансиска и секаква друга помош во судските постапки, меѓу кои и граѓанска парница, добиваат од алпинисти и пријатели од Америка и Европа. Ќе одиме до крај. Имаме поддршка исто од Америка, од пријател, имаме поддршка од пријатели што ми се во Швајцарија. Значи, ако ми треба финансиски, пошто јас финансиски не сум моќна, после тоа што се случи, јас сум самохран родител, што гледам, значи, две деца, и се справувам со секој еден проблем и тоа е тоа. Иако досега не се уредени односите на фирмата, рудникот во која загинаа Зоран и Драган, со семејствата кои преживеа загуба, Бучим ни одговори дека ќе ја почитува секоја нивна одлука. Во однос на семејствата на настраданите изразуваме искрено сочувство за нивната загуба. Свесни сме дека ниту еден збор или постапка не може да ја надомести нивната болка, ниту за жал да го врати времето назад. Оваа трагедија остави длабоки последици и токму затоа пристапуваме со највисока почит и разбирање кон семејствата. Ние остануваме отворени за комуникација, секогаш водејќи се од принципот на правдата, транспарентноста и одговорноста. Истовремено, ја почитуваме секоја нивна одлука и иницијатива, што е во согласност со законските процедури. Свесни сме дека ваквите случаи предизвикуваат голем интерес во јавноста и будат силни емоции. Сепак најважно во овој момент е да се покаже почит кон семејствата на загинатите и да се постапува со соодветна одговорност и внимателност. Пред моќта на Бучим изгубивме и пријатели и верба во судството, ни вели таткото на Драган. 16 месеци по смртта на синот, починала и мајката на Станишов. Спасе сега со двојна загуба од трагедијата. Се сеќава и на уште една. Напуштањето од пријателите кои работат во Бучим. Прво му кажувале едно, но потоа ја смениле приказната и ги раскинале врските со него. И другари почетокот после погреба пријатели што ми кажуваа, таа е нина чиста грешка. А сега тие пријатели ми се непријатели. У почетокот така Спаско прави, тај беше, овај беше, сега нема никој. Мислите дека има притисоци врз нив? Па, тоа вработени во Бучим ли беа? Да. Се вработени. Значи тие се се вработени у Бучим. Данче остана без својот сопруг, двете нивни деца без татко. Спасе без син и сопругата. Алпинизмот остана без двајца врвни планинари. А заедно,
во иста битка, очекуваа вистина за трагедијата, но останаа без верба во македонското судство. $5.900 на час биле плаќани работници за копање канали. Молеросувањето го плаќале $1.500 за квадрат, а глетувањето за $2.500 за квадрат. Државниот завод за ревизија констатира низа слабости во постапката за спроведување на тендерот за тековно одржување на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за 2023 година. Сите тендери за градежно-занаетчиски работи во фондот ги добива секогаш истата фирма Амазон проект од Тетово. Во тоа време, еден од собствениците на оваа фирма е Бенизар Ганију. Се повлекува од фирмата и година дена подосна владата го назначи за заменик директор на службата за општи и заеднички работи. Истите забелешки за тендерот, кој го доби истата фирма, ревизорите ги има и во претходната година. Код ја открива шемата, како да понудите 10 пати повисоки цени од пазарните, а повторно да бидете наевтини. Имало ли политички шепнувања за тендерот? Новиот директор на ПИОМ уверува дека ваквата пракса во иднина ќе се смени. Срđan Стојанчев на оваа тема. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија најде начин како да спречи одлив на работна сила од земјава. Плаќале за ангажирање на општи работници за скоро 100 евра за работен час. За споредба, македонските печалбари на градилиштата во Германија заработуваат по 15 евра на час. Се разбира дека е шега и дека работниците ангажирани за земјени работи како копање и затрупување на канали не заработувале просечна плата дневно. Но токму таа цена е постигната на тендерот за тековно одржување на објектите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во 2023-та. Државниот завод за ревизија констатира низа слабости во спроведувањето и реализацијата на договорите за тековно одржување на објектите на фондот. Биле анализирани два такви договори. Еден склучен во септември 2022-та, кој се реализирал и во 2023-та, и еден склучен во март 2023-та. Двата тендери со се анексите се во вкупна вредност од над 18 милиони денари, односно околу 300.000 евра. Ги добила истата фирма, Амазон проект од Тетово. Со се другите тендери, оваа фирма добива 580.000 евра од фондот во 2023-та. Амазон проект ги добива сите тендери за градежно-занатски работи од фондот за пензиско од 2022 до 2024 година. Собственик на оваа фирма, која во изминатите 5 години има меѓу тројца и четворица вработени, е Хамиди Гании. Но во времето кога биле добивани тендерите, имала уште еден кособственик, неговиот братучет Бенизар Ганију. Тој се повлекол од фирмата во мај 2023 година, 2 месеци по добивањето на тендерот за одржување од скоро 10 милиони денари. Една година подоцна, владата на 15-тата седница, одржана на 27 август 2024 го именува Бенизар Ганију за заменик на директорот на службата за општи и заеднички работи на владата. Медиумите на албански јазик тогаш објавија дека Ганију доаѓа на оваа функција од општина Тетово како кадар на демократското движење на Изет Меджиди. Го прашавме Ганију како успеале со такви цени да победат на тендерите и дали неговите политички конекции помогнале во добивањето на договорите, но тој негира какво било политичко влијание. Моментално не сум дел од основачите на фирмата која вие ја споменувате во прашањето. Мојот политички ангажман започна во 8 месец 2024 врз основа на вашето прашање. Немаше никакво политичко влијание кое можеше да придонесе или помага на споменатиот тендер. При разгледувањето на цените во договорите за тековно одржување може да се забележи дека, на пример, за ангажирање на работници, без разлика дали општи или квалификувани за извршување на земјени работи, фирмата наплаќала по 5.900 денари на час со се ДДВ. Тоа значи дека за ангажирање на еден работник за копање наплаќале над 47.000 денари дневно, односно дневницата била повисока од една просечна плата. Кречењето го наплаќале по 1.770 денари за квадрат, а глетувањето за 2.950 денари за квадрат. Цени кои се десетина пати повисоки од пазарните. За споредба, здравствен дом Крива Паланка ангажирал фирма за кречење за 112 денари за квадрат, односно за 16 пати поевтино.
Основното училиште браќа Рамис и Хамид од Шуто Оризари кречело за 283 денари за квадрат, а глетувало за 378 денари за квадрат, односно 6 до 8 пати поевтино. За набавка и монтажа на живини сијалици фондот плаќал од 1200 до 1400 денари во зависност од сијалицата. Тие сијалици во маркетите во Скопје чинат од 177 до 390 денари. Монтажата е обично навртување на фасонката. Ревизорите констатирале дека оваа фирма на тендерите понудила најниска вкупна цена, а парадоксално, услугите што ги извршувала биле за 3 до 20 пати поскапи од тие што ги понудила конкуренцијата. Шемата е следна. На тендерот има над 600 ставки за различни градежно-занатски работи. За секоја од работите се нуди посебна цена. На крај сите ставки се собираат и се нуди вкупна цена. Например, ако треба да се извршат 8 работи и една фирма понуди 100 денари за една работа, а по 1 денар за другите 7 работи, нивната вкупна цена ќе биде 107 денари. Другата фирма може да понуди по 20 денари за сите 8 работи и нивната вкупна цена ќе биде 160 денари. На крај, фирмата ќе ги работи оние работи кои од нејзе ќе ги побара институцијата. Ако институцијата побара извршување само на работата од 100 денари, тогаш испаѓа дека таа работа била за 5 пати поскапа од конкуренцијата, иако вкупната понуда била поевтина. За најголем дел од услугите, фирмата Амазон проектот Тетово, која го добила тендерот, нуди многу ниски цени, освен за молерските услуги за кои поставува екстремно високи цени. Сепак, на крај нивната вкупна цена е пониска од конкуренцијата. Тие на крај извршувале само неколку скапи работи до искористувањето на предвидените пари. Сомнежот е дека ако фирмата однапред знае што ќе се работи, може да понуди екстремно ниски цени за работите кои знае дека нема да ги извршува и екстремно високи цени за оние кои знае дека ќе ги работи. Тендерската документација, односно техничките спецификации се изготвени без да се побара изработка на проект или предмер пресметка, него со голем број на градежни, занатски работи, тоа се работни позиции, собрани во една понуда. При тоа, ако се евалуира всушност вкупната цена на сите тие работни позиции. Кој оваа постапка, клучната слабост е тоа што од сите тие 600 позиции се извршувале нарачки само на 4-5 позиции. Значи, не се извршуваат сите тие позиции, него тоа се 4 позиции кои што тој што го добива тендерот, цената им е енормно висока за разлика од другите економски оператори кои што имаат цени кои што се пропорционални или за сите видови работни позиции. На ваков начин изработена јавна набавка всушност се трошат повеќе средства, не е запазена економичноста, не е запазена конкурентноста и влие на начинот на кој што се реализирала јавната набавка. Државниот ревизор констатира дека постапката требало да биде делива со оглед на тоа што се работи за одржување на објекти во целата држава. Ревизорот исто така бара да се направи проект и премер пресметка за да се знае што ќе се работи во секој објект, а не да се нудат цени па после да видиме што ќе се работи. Во работните налози, градежните книги и времени ситуации, позициите за кои била понудена минимална цена во текот на реализација на договорот не се извршени нарачки. Нарачани и извршени се само неколку работни позиции кои во споредба на понудите кои биле оценети како неприфатливи, за истите позиции биле понудени цени од 2 до 22 пати пониски. Фондот одговорил дека договорниот орган дава широк спектар на техничка спецификација, бидејќи нема јасна слика колкава количина на вршење на наведените работи ќе биде потребно да бидат извршени. За ревизорите ова образложение не било прифатливо. Сите извештаи ги праќаме до надлежните контролни надзорни органи. Конкретно Фондот за ПИОМ, тоа се Министерството за финансии, владата. Сите извештаи ги испраќаме до Собранието. Собранието има можност истите да ги разгледува на своите комисии, на своите пленарни седници, со цел да даде укажувања, препораки. Значи, тоа се нашите механизми за
да укажеме и да се коригираат состојбите од утврдените наоди. Новиот директор на Фондот за пензиско Никола Мемов вели дека претходното раководство склучило сличен договор како овие за кои ревизорот има забелешки и во 2024-та. И покрај тоа што договорот бил склучен за цела година, парите биле потрошени за само неколку месеци, па по неговото доаѓање во септември минатата година фондот останал без одржување. Таму се оценува групната понуда, вкупната сума на сите ставки. И сега, ако сакате да правите селекција за одредени компании или да ги фаворизирате, предходно тие компании ќе знаат кои ставки од тие ќе се работат, кои не. Се сомневате дека знаете? Јас немам индиции за такво нешто, меѓутоа очигледно е дека такво фаворизирање е правено, затоа што голем дел од тие ставки не се искористени. Искористени се оние со повисоките цени. Мемов уверува дека веќе нема да има склучување договори на ваков начин. Државниот завод за ревизија не само што има право да даде наод за неправилностите, Државниот завод за ревизија има овластување да покрени постапка пред надлежните институции. Тоа дали е постапено или не, тоа е нивна работа. Прво. Второ, има начин како ова треба да се направи да биде согласно реалните потреби на фондот. А тоа е прво да се направи предмет пресметка на потребните градежни работи што треба да се завршат. Ние во текот на овој месец сме во фаза на изработка на инвестициона програма. Нашите колеги од Оделението за стопанисување со имотот на фондот се на терен каде што ги согледуваат потребите за градежни работи за одржување на сите филијали и пензионерски домови. Ќе направиме сондажа каде треба, што треба да се работи. Потоа ќе направиме предмет пресметка на истите потреби и врз основа на предмет пресметката со реална проценка на вредноста за инвестициите, односно за тековното одржување, ќе ги распишеме огласите за тие работи за кои што имаме средства и за тие работи за кои што имаме потреба за реконструкција. Значи, наредниот тендер нема да биде распишан на ист начин како досегашните. Апсолутно да. Котија истражуваше оваа тема и минатата година. Сомнежот и тогаш беше дека ако некоја фирма однапред знае што ќе се работи, а што нема, може да понуди екстремно високи цени за планираните работи, но со ниски цени на работите што нема да се изведуваат да ја спушти крајната цена. Слични забелешки за тендерите за тековно одржување Државната ревизија имаше и лани, но раководството на фондот не ги примени нивните препораки и си продолжи по старо. Ако планирате дома да кречите и ако за тоа платите колку што платил Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, за просечен стан од 60 до 70 метри квадратни ќе треба да платите околу 4000 евра. Со нивни материјал. Фирмата која што го добила тендерот за одржување во 2022 година наплаќа 20 евра по квадратен метар за кречење и 30 евра по квадрат за глетување. Ќе му ги лапнеме парите на газдата, ќе пишеме по една дневница и претор. Ајде. Кречењето на пазарот чини од 100 до 200 денари по квадратен метар. Молери со кои разговаравме велат дека кречење со сеглетување чини 6 до 7 евра по квадрат, што е 8 пати поевтино од цената постигната на тендерот. Според тендерот за 2022 година, фирмата Амазон Проектот Тетово се испазарила за 1180 денари за квадрат за крпење на пукнатини и кречење. Молерисувањето со поликолор го работеле за 885 денари за квадрат, глетувале за 1770 денари за метар квадратен, а бандажирањето на ѕидови од гипс картон го наплаќале по 590 денари за квадрат. Ѕидовите од гипс картон ги глетувале за 2124 денари за квадрат, а ги кречеле за 1062 денари за метар квадратен. Изработката на спуштен плафон од гипс картон ја наплаќале по 4720 денари за метар квадратен. Ако некој реши да направи спуштен плафон од гипс картон во дневната соба од 20 квадратни метри, со овие цени би требало да плати над 2500 евра. Со оглед на тоа што се работи за рамковна спогодба, фирмата ќе ги извршува оние услуги кои од неа ќе ги побара Фондот за пензиско по цените понудени на тендерот до искористување на предвидените пари. На крај од нив биле побарани само неколку скапи услуги.
Сомнежот е дека ако фирмата однапред знае што ќе се работи, може да понуди екстремно ниски цени за работите кои знае дека нема да ги извршува и екстремно високи цени за оние кои што знае дека ќе ги работи. На таков начин просечната цена ќе биде ниска, а наплатената многу висока. Истата неделива постапка за истите работи е предвидена на тендерот за одржување и во 2023 и во 2024. Тендерите повторно ги добива истата фирма, Амазон проект од Тетово. Со оглед на тоа што се работи за истиот тендер, ги споредивме цените на неколку различни услуги во изминатите 3 години. Например, за машински ископ на земја во 2022 и во 2023 понудиле цена од 590 денари за кубен метар, додека годинава копале за само 141 денар. 3 пати пониска цена годинава понудиле и за рачен ископ на земја, од 767 денари за кубик предходните години на 236 денари годинава. Уште поголемо намалување понудиле за износ на шут. Предходните години барале по 1770 денари за кубик, а годинава само 236 денари, односно 7,5 пати поевтино. Хидроизолација во изминатите 2 години поставувале за над 2100 денари, а годинава за 944 денари за квадрат. Бетонски тротоар во 2022 година правеле за 4130 денари за квадрат, во 2023 за 1770, а годинава понудиле само 708 денари за квадратен метар. Стаклото од 4,6 мм во изминатите 2 години го поставувале за 2124 денари за квадрат, а годинава понудиле 3,5 пати пониска цена, односно 590 денари за квадрат со се ДДВ. Интересно е што во тендерот за годинава стаклото од 4,6 мм е поевтино од тоа од 3 мм, за разлика од предходните години кога подебелото стакло е 3 пати поскапо. Тоа раѓа сомнеж дека фирмата што го добила тендерот знаела кои работи нема да се работат за да понуди екстремно ниски цени, а за работите кои ќе ги извршува да понуди високи, но просечната цена да биде најниска и да си победи на тендерот. И за уште една тема која следиме веќе подолго време. Приредувачите на игри на среќа во 2022 година заработиле, односно добиле 57 милиони евра. Наредната година повеќе им скокнала заработувачката, завршиле со ќар од 68 милиони евра. Кот истражуваше кој најмногу се офајдил од бизнисот на среќа. Убедливо, со најдобар биланс во 2023 ја завршила видеолотеријата каде државата е партнер со странската фирма Казинос Аустрија. По колку пари заработиле лотериите, казината и обложувалниците, деталите ќе ги добиете од Марија Митевска. Милиони и милиони евра вртат приредувачите на игри на среќа. Лотари, казина, спортски обложувалници. Македонија стана земја во која речиси и да нема населба со објект од ваков вид. За граѓаните е се полесно да паднат во искушение. Но колку всушност заработуваат оние кои ја продаваат, можноста да се дојде до лесни пари. Код истражуваше колку приходи и добивка оствариле 47 приредувачи на игри на среќа. Од нив за големи важат 13, малку повеќе или 15 се средни. Останатите, кои се застапени во бизнисот на среќата, се мали или микро. Сите вкупно во 2022 година имале ќар од 57 милиони евра. Наредната година добивката скокнала за околу 11 милиони евра или вкупно речиси 68 милиони евра. А кој најмногу се офајдил од желбата на граѓаните за лесни пари? На врвот убедливо е државна видеолотарија Казинос Аустрија. Од видеолотариски, интернет и електронски игри на среќа имала добивка од 19,5 милиони евра. Речиси тројно повеќе од 2022 година и со само 34 вработени. На второ место е странскиот партнер во видеолотарија Казинос Аустрија. Овој пат самостојно инкасирала над 8,5 милиони евра, далеку повеќе од претходната година. Тогаш имала незначителна заработка од околу 750
5.000 евра. На трето место е Државна лотарија со чисти пари од речиси 8 милиони евра. И на акционерското друштво 2023 година се покажала далеку поплодна, ако се земе предвид дека тогаш била во плюс само 136.500 евра. На овие три приредувачи игри на среќа им припаѓа повеќе од половина од колачот на добивка. По лотариите следат казината. Едно особено се издвојува од останатите, барем по пријавената добивка. Се наоѓа на омилената локација за коцкање на жителите од нашиот јужен сосед Грција. Макотен Гевгелија, во чија собственост е казино Фламинго, 2023 година ја завршила во плюс 5,7 милиони евра. Од спортските обложувалници, зад петици име Спортлайф со 4 милиони евра ќар, но тука не завршува нивниот бизнис. Со другата фирма, Спортлайф Гейминг, исто така високо котираат на листата. Им донела заработка од повеќе од 3,5 милиони евра. Но ова не се големите играчи. Логично и завршиле со најмногу пари на својата сметка. Има и такви кои што не пријавиле воопшто добивка или отишле во минус. На нив среќата не им се насмеала. И за крај, КОД во последните години направи низа емисии за жртвите од сообраќајните несреќи, особено оние на пешачките премини. Болна тема, за која оние кои ги изгубија најблиските се уште во голем дел чекаат судовите да пресудат. Мали казни, а големи несреќи. Направивме неколку реконструкции и повикувавме на заострување на казните. Добивме и награда од Европската унија за сработеното, за кревањето на алармот. Но за жал, до денеска ништо не се смени. Ке продолжиме да алармираме и истражуваме и понатаму на оваа тема. Ви благодариме што и вечерва бевте со КОД. Се гледаме идната недела во исто време.